се разигрува политичката сцена во Македонија, особено пред избори. Имаме 6 кандидати во моментов. Стефчо Јакимовски како председател на Громсија најави собствената кандидатура. Останува додека го снимаме ова интервју, уште една кандидатура ќе биде објавена од политичката партија Знам, ќе бидете 7 ми се чини. Да се живи здрави. Што поголема понуда има, поголем избор ќе имаат граѓаните. Тоа е добро. 2009 беа 7 кандидати, може би оваа година ќе надминеме историја. Па, убаво е. Убаво е да има од различни профили, да има од различни политички опции, се е тоа здраво за демократијата и најбитно е граѓаните да направат разлика. Што ве натера да се кандидирате за председател? Што ќе направите различно од сите председатели што имаат направено до сега? Јас имам големо искуство, и животно, и работно. Имам 60 и скоро 4 години. Сум работел во председателство на Младена Југославија, значи политиката ја печев таму кај што тоа беше занает и голем занает и од најдобрите ја печев овој занает. Следната работа бев стопанственик и приватен, и директор на фирма, бев градоначалник веќе 4 пати, бев министер во влада на Република Македонија, бев новинар, значи ваш колега, што значи дека многу големо и животно и работно искуство во моите бели коси се вткајани. Пратам и не само домашната политика, надворешната политика, геополитиката, имаме крупни и сами гледате геостратешки поместувања во светот. Многумина ме окарактеризува како да сум проруски, а јас само, подсетете се, пред 5-6 години пишував дека воопшто не е така, дека руската армија се модернизира, дека прави современи оружени системи, поготово делот на ракетните системи, и сега гледаме како најмоќната светска војна сила има сериозни проблеми тукму со, како да кажам, со една земја. Се наоѓаме во едно навистина многу тешко време. Мораме да искочиме и да гласаме за, а не против. Граѓаните секогаш ја избират едната или другата патека, ама на крајот доаѓаат до ист резултат, до разочараност. Ја понудува мојата кандидатура како трета опција. Како друго решение од овие вообичаените, затоа што сакајки или не сакајки, председателската функција претворивме во полтронска функција. Полтронска, марионетска на но големите председателот политички во Македонија никогаш немал некои си големи овластувања, па сега да речеме дека мора таа функција да биде носечка. Вие сте во право. Меѓутоа, денеска зошто ме повикавте? Затоа што сум председателски кандидат. Кај ќе мрдне председателот, кога ќе сака пресконференција да одржи да се обрати на нацијата, него секогаш камерите ќе се пред него. Ретко се обраќањата на председателите. Затоа што имаме марионети председатели. А ако председателот е спремен да покренува битни прашања за општеството, за граѓаните, за животот, тоа има начин како да ги покрене. Медиумите, јавноста е силно орудие кое што председателот може да ги користи. Следна работа, некако во меѓународната политика се претворивме во земја која отприлика се изигруваат, се поигруваат со нас, наместо да бидеме горди. Има мали и големи земји точно, меѓутоа има мали и големи идеи. Ние не успеавме да се наметнеме како држава која што ќе има цврсти ставови, која што нема да коленичи, која што ќе има достоинство, кое било кој од меѓународната заедница ќе знае до каде може со нас да се поигрува. Ова веќе што се однесува до меѓународната политика, а особено мислам на членството во Европска унија, веќе представува поигрување со нацијата, со државата, и одговорно тврдам дека македонскиот граѓанин тоа не го заслужува. До каде ќе одите со прашањето за бугарите, за внесување на бугарите во уставот, бидејќи и ВМРО ДПМН велат дека не би ги внеле под овие услови доколку се сменеле условите, односно доколку се смени власта, предпоставувам дека ќе ги внесат
во македонскиот устав. Вие еве како претседател потенцијален, што би направиле по тоа прашање? Бугарите има редица барања од Република Македонија. Ние сите заборавивме дека престанавме да ги викаме фашисти. Едно од барањата беше да не ги викаме фашисти, а тие си беа заедно со фашистичка Германија, беа во пакт. Ја нападнаа поранешна бивша Југославија, отцепија делови од незината земја. Не само што беа фашисти, туку беа и нацисти. Тие беа тие кои што ги екстрадираа од тука 7300 и колку беа токму од овие простори овде кај што се наоѓаме македонски граѓани од еврејска националност кои што беа испратени во Треблинка и ниеден преживеан нема. Еврејското мало немаме ние преживеан човек. Меѓутоа, како се помириле Полска и Германија? Германија и Чешка, например, Германија и Франција. Добро, ќе го направиме и тоа помирување ние. Ако ние се договориме дека единствен услов е да влезат и бугарите во уставот, во ред, меѓутоа, овие други прашања кои тие во делот на историјата, во делот на заедничките корени, во делот на тоа македонците од кога биле нација, тоа е апсолутно неприфатливо и не би го прифатил во ни еден момент. Ако ние подпишеме било каква спогодба дека тоа се прашања кои што ќе се разговарат и за кои што дури може никогаш да не се договориме и тоа да не бидат пречка за нашиот влез во Европска унија, тогаш би можеле да ги внесеме и бугарите. Меѓутоа, ако не, тогаш сум категорички против. Ако има дополнителни барања, а има дополнителни барања, тогаш нема зашто да отвараме Пандорината кутија. Колку подлабоко ќе влегуваме во тој процес, толку ќе се зголемуваат барањата. Ете, кажавте на почетокот дека ве нарекуваат проруски, дека имате руски ставови, како ќе никогаш не сум имал ја руски ставови. Како ќе влечете вие кампањата? Како ќе терате кампањата? Значи никогаш јас не сум имал руски ставови, јас имам максимално промакедонски ставови. Само секојаш сум му кажувал дека од таму доаѓа голема опасност и дека политиките кои што се водат невиновно ќе доведат до воен конфликт и доведува до воен конфликт, тоа е факт. И од тој воен конфликт сносиме последици сите ние. Не само Европа, сноси цел свет. Од целата таа работа неколку држави имаат голема корис, сите останати имаме зиен. Со тоа што ни паѓа производството, ни паѓа бруто општествениот производ, се намалуваат факторите на вработеност, паѓа стандардот, се зголемуваат трошоците, паѓаат платите, односно куповната моќ. Се е тоа кое што ја доведува цела Европа во голем ризик. Да, но кампањата кај нас некако почна да се влече како пролеви, продесни, проруски, проевропски, запад, исток. Цело време некако се влечат тие прашања во кампањата во Македонија. Знаете што, кој си е проруски, нека се тера проруски. Кој си е проамерикански, нека се тера, јас сум промакедонски. Мене ме интересират интересите на граѓаните на Република Македонија. Дали ќе треба да се спротивставам на одредени притисоци или ставови на Соединените американски држави, дали тоа ќе биде на Русија, дали ќе биде на Европска унија, тоа не ме интересира. Значи, за мене тоа се секогаш ќе бидат на прво место интересите на граѓаните на Република Македонија. Ако тоа не е согласно интересите на граѓаните на Република Македонија, нема шанса пред сила која би попуштил да ги загрозам интересите на моите граѓани. Без разлика за кого се работи. Имате ли некаква поддршка од некој друг политички субјект? Едно време бевте блиски со Даниела Арсовска, па сега што се случува, како се случува, можеби ќе бидете во коалиција со Нова алтернатива? Ние со господјата Даниела Арсова и натаму сме во комуникација, натаму соработуваме, како што треба соработуваат двајца градоначалници. Меѓутоа, разговори околу политичка соработка, коалицирање така натаму не сме имале до сега. Имате блиски ставови вака, барем според она што гледате? Па јас за сега и искрен да бидам не сум видел нешто од ставовите на Нова алтернатива. Така да не можам да искоментирам, би било некоректно од моја страна да коментирам, ако во моментов, ако вие ме подсетите некој став, можам да го искоментирам, иначе јас лично не. Од друга политичка партија дали имате поддршка за кандидатурата? Имам со помали политички партии разговараме, некои се и од националностите. Тоа наскоро ќе го обзнаваме.
како ќе настапите на парламентарните избори, врзани се со претседателските, односно се со вториот круг? Па најверојатно сите оние политички партии, помали политички партии кои што ќе не поддржат и во претседателската кампања, заеднички веројатно ќе настапиме и на парламентарните избори, секако ако ги усогласиме нашите коалициони апетити. Нели, кој да биде носител, кој да биде втор, кој во која изборна единица, секој се тие многу тешки работи, многу тешки прашања. Дали може би размислувате за некаква постизборна коалиција со поголемите, условно кажано, политички партии? Вие бевте член на СДСМ, излеговте и оттаму ја формиравте ГРОМ, потоа бевте во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Какви ви се плановите за натаму? Дали имате разговарано со некого, со Христијан Мицкоски? Со никого не. Јас сакам јавно да кажам дека не верувам дека би коалицирал со Христијан Мицкоски, која би ја водел владата. Меѓутоа, зашто во парламентот ти имаш комодитет, можеш да ја поддржуваш владата, да соработуваш со нејзе, да бидеш дел од владата, можеш и да не бидеш. Меѓутоа, ако станам председател на Република Македонија, во тој случај јас ќе бидам должен да комуницирам, ако тоа биде и Христијан Мицкоски или пак Ковачевски или било кој, значи ние мора да соработуваме. Не мора да се дружиме, не мора да се сакаме, ама во тој случај мора да соработуваме. Кој според вас Дури можам да кажам, ние не може да бидеме исклучиви како тоа што тие сега се однесуваат кај мене во Карпушка советничка група, се што е национален интерес и во парламентот, за граѓаните, за народот, ние нема да бидеме исклучиви, а впрочем тоа го покажувам бидејќи во 3 општини моите советници се пресудни, ние никаде не правиме обструкција на градоначалникот од ВМРО-ДПМНЕ. Еве, кој според вас има најголем капацитет да застане на чело на следната влада? На чело на следната влада? Јас сепак ќе кажам дека изборите се далеку. Опозицијата се обидува да се вози на создавање на афери на актуелната влада, на неснаоѓањето за пасошите, повторно да дојдеме на истата ситуација, да создадеме гнев кај граѓаните, да гласаат против некого, а да не гласаат за нешто. Јас не можам да препознам кај ВМРО-ДПМНЕ сериозен програм кој што би значил сериозен прогрес на животен стандард, на подобрување социјалната состојба на граѓаните, зголемување на инвестиции, значи зголемување на меѓународниот углед на државата, особено ако се има предвид дека господинот Обрајен 2 пати доаѓаше и упати дури крајно саркастички, па не би рекол дури вулгарни критики, досетки на страна на конто на главниот лидер на опозиционата ВМРО-ДПМНЕ. Што правевте тогаш во коалиција со таа партија? Јас во коалиција со таа партија влегов кој беше Никола Груевски. И останавте некој време со Христијан Мицкоски. За мене Никола Груевски беше добар премиер. Македонија имаше сериозен напредок, особено во економскиот развој. Многу успешно ја поминавме светската економска криза. За разлика видовме дека како ја предовме ковид кризата. Имаше одлични потези од типот на легализација за 1 евро, одлични потези од типот на откуп на земјиште за 1 евро. Се посвети внимание на сите делови на општеството. Ние имавме времења кога и по 24% се качуваа пензиите. Се набави многу опрема во делот на здравството. Да ве подсетам, кога јас бев министер 2006 година, ние имавме еден ангиограф. Тоа е за правење коронографија и стентирање на клиниката за кардиологија. Сега таму имаме 2, во 8 септември имаме во Охрид, имаме, мислам дека во Тетово, имаме во Штип, мислам дека имаме и во Битола. Тоа многу кажува, тоа само зборам за една опрема, а за компјутери, магнети и така натаму се прави. Да, но тоа беше некое претходно време. Така. И како резултат на тие добри практики, вложување во спортот, вложување во инфраструктурата во спортот, да се направат бајги, неколку десетици спортски сали низ Македонија, спортски терени, тениски терени, сето тоа влијаеше на подобрување на инфраструктурата во спортот. Да,
граѓаните рекреираат, спортуваат, повеќе наменски игралишта. Сето тоа беа добри практики кои што јас ги поддржував. Офроуд шоа што ги правеше Груевски донесува резултат. Денеска 23.000 луѓе работат во слободните економски зони. Над 40% од нашиот извоз отпаѓа токму на овој дел од компаниите. Тоа беа причини зошто јас бев во коалиција со Никола Груевски и тоа по инерција заедно во изборната кампања од 2016 година. Гром имаше 2 пратеника и сметав дека кои резултати сме ги имале, сме биле заедно на власт, сме паднале од власт, треба да останеме заедно, меѓутоа дојде нов лидер во ВМРО ДПМН, каде што искреноста не му е јака страна, па дури подлажнувањето му е својствено. Јас со луѓе што лажат, што не се искрени, што поготово кога разговарат двајца председатели, двајца возрастни луѓе. Потом двајца возрастни луѓе. Јас имам 20 години повеќе од него, тој е универзитетски професор. Секако дека секој разговор што ние го водиме мора да биде сериозен. Не смеме да се однесуваме како да сме тинеџери, да не употребувам некој тежок збор, да бидеме како шалабајзери. Јас нити во животот се однесувам така, а уште помалку во политиката, а уште помалку со луѓето со кои што соработувам, а Господ ми е сведок дека машки сум се борел токму за сите оние ставови за кои што заеднички сме се договарале и за тоа сносев последици. Се сеќавате, бев апсен, бев притваран, во домашен притвор. По судови денеска одам. И после тоа станавте градоначалник повторно. Така. И сега има една 11 катница, чинам дека беше кај 17 катница. Кај Влајков мостот. Не, 17 катница е кај 17 катницата е кај бензинската пумпа на Мак Петрол, да. Што се случува со она зграда која што требаше да се гради, за која што кажавте дека му сметал патот на Христијан Мицкоски, односно оној дел кај што живее Христијан Мицкоски требаше да биде изградена зграда, да се затвори улицата и да се отвори нова улица. Што се случува во тој дел, во Влај? Улицата не треба да се затвори ради зградата, улицата и сега непрописна. Тие што се за тоа стручни, тоа се сообраќајните инженери, велат дека од крајната точка на една раскрсница до друга раскрсница мора да има минимум 60 метри. Тие 60 метри значи отприлика минимум да може 20 на коли да се паркираат. На Партизанска на раскрсницата во Влај 2, од кај Хром улицата се вика Вангелдину. Есперанто иде од кај Порта Влај и Есперанто иде оддола од кај спортските терени. И сега може да замислите, тој што иде од кај Порта Влај сака да продолжи према град или сака да сврти преку Партизанска да го однесе детето во градинка, бидејќи во Влај 1 имаме градинка. Ово што иде од кај игралиштата, исто по Есперанто, сака да сврти веднаш десно да иде на кај град или тој детето да го однесе во игралиштето, во градинка или сака да продолжи према Порта Влај. А во исто време и овие од Хром. Таа е чвор кој што е непрописен и наутре е тука и не постои, не јас, не постои сообраќаен инженер во светот кој ќе ти стави подпис на урбанистичкиот план со такво сообраќајно решение. И тоа сообраќајно решение не го измислувам јас, често пати и ние не се слагаме со нивните сообраќајни решенија. Тоа сообраќајно решение уште од 80 и не знам која година дека улицата Есперанто како иде од Порта Влај треба да продолжи право и под прав агол да се сече со улицата Вангелдин. Со претходниот генерален план, таму беше предвиден трговски центар. И неговата должина се протегаше до рабникот на велосипедската патека на улицата Партизанска, преку Зеленилот. Со генералниот план 2012 година, кој што беше усвоен времето, кога беше градоначалник господин Коце Трајновски, таму е предвидено домовање. И таму е предвидена и со претходниот план, кој што е оборен на Уставен суд од процедурални причини, таму имаше зграда приземе плюс 14 ката и никој не се понеше. Откако е тој човек дојден таму не се слага да интервенираше да нема ресторан, а имаше претходно ресторан на Александрија. Ќе имало свадби, ќе му сметало, ќе се слушале музика. Да не биде Тинекс маркет, ќе се паркирале коли, не можел дома да си оди, а тој живее на 150 метра од. Натаму против црква,
ќе се правило гужва против детска градинка, а ние немаме во Влаја два детска градинка. Да, тука само Има ли подобро, застанувате со кола, низ истата врата ви излегува помалото дете влегува во градинката, а по старото продолжува во училиште. Има ли подобра позиција за градинка? И против градинка, и против улица, и против црква. Ама очигледно дека се за 20 катници на 500 метра од нас, а тоа е само што ја поминува границата на Карпош и веднаш на почетокот на Ѓорче Петров 20 катници, 17 катници, 14 катници, 11 катници, 9 катници, 7 катници, 30 и кусур објекти. И плюс 3 овие, како се викаат, 3 хемиски фабрики. А претходно се донесе во Ѓорче Петров исто така урбанички план со 54 згради. И сега, за Карпош пропагирате антиградежна хистерија, а за Ѓорче вие сте имате проградежна политика, која што апсолутно не соодветствува со ниеден принцип, со ниедна стратегија, со ниедна политика, немаш со ниедна програма, освен да сватиш дека вие со секој од тие луѓе што се собственици на тие парцели, вие сакате директен разговор, веројатно личен разговор, и дека вие имате некој каприц кон општината Карпош, особено кон градоначалникот. Уште стоите на ставот дека Христијан Мицкоски стои зад борба за влај? Апсолутно, па неговата жена ги делеше флаерите на... Како можем да останем у коалиција, неговата сопруга дели флаери на плоштадот Делфина. Замислете, се бореле за влај. Плоштадот Делфина е направен во моје време. Сите улици, сите рабници, сите тротоари, целото осветлување, сите интернет врски се Стефчо Јакимовски. Училиштето 650.000 евра 2011 од корен е реновирана. После 48 години. Натаму нов водовод ги одвоивме посебно зградичките што се покрај улицата Адолф Циборовски, вклучувајќи и овој дел кај што живее од школото нагоре према Порта Влај, значи скроз нов водовод. Натаму спортските терени во Влај, кеот на реката Вардар, патеките по кеот на реката Вардар. Моја идеја е тоа да се осветли ноќе, да може да се користи. Моја идеја е да се стават рефлектори на спортските терени во Влај, да се стави вештачка трева. Таму доаѓаат дури нашите деца не можат да играат, колку што доаѓаат момчиња од Сарај, од Ѓорче Петров, од Кондово, од каде не доаѓаат и ќе мора да воведуваме некој ред за да можат барем нашите деца таму да играат. Се тоа работи кои ги направил градоначалникот на општина Карпош и вие сега формирате смешна фоскула, борба за влај. А од кого се брани? Добро, да резимираме, значи во овој дел зградата ќе биде изградена, улицата ќе биде направена, ќе поминува покрај училиштето. Се уште планот не е усвоен, значи тој ги помина сите процедури во општина Карпош, во градот Скопје и тој е на пат кон Министерството за транспорт и врски. Добро, од друга страна 17 катницата кај Мак Петров, која што ја споменавме, Министерството за култура нема да подпише, односно ја враќа. Што ќе се случи понатаму? Ќе се гради, нема да се гради, тоа беше вчерашна вест. Знаете што? И гледате тие истите кои ова за ова притискаат, особено иницијативата од два. Ниеден збор нема за овие 20 катници и овие 240.000 метри квадратни или 11.000 нови жители што се на границата со Влај, нема ни збор за таа работа. Претходно за тие 54 згради во Ѓорче Петров нема ни збор. Јас, откако сум градоначалник овој мандат, ова ми е втора градежна дозвола на зграда повисока од 3 ката. Се што ќе се проба да се гради во Карпош, тие се против, а позадината е многу јасна, да нема општината приходи, за да се каже дека градоначалникот своите ветувања не ги исполнил. Тука многу се прешле, граѓаните на Карпош многу добро знаат кој има визија за развојот на Карпош, а мојата визија за развој на Карпош е да обезбедиме доволно приходи. Ако ме слуша мене до сега ќе беше Карпош 1 и Карпош 2 сите фасади направени. Во Карпош 1 ќе имавме катна гаража од општината направена, од Карпош 2 ќе имаше приватна катна гаража кај што сите коли ќе влезе. Карпош 3 веќе ќе ги работевме скоро сите фасади, само кај руските згради ни остана и веќе ќе започнеме да го решаваме подземното паркирање 2 нивоа,
на паркирањето во лептокарија требаше да иде подземја и горе да направиме прекрасен плоштад со најубавата фонтана во Република Македонија и со фасади, многу поскапи фасади, над 100 евра за делот на лептокарија, бидејќи тој не е централен дел на општината. Овие работи планирав оваа година да ги завршиме и наредната година евентуално да одиме према може само мал дел од Карпош 4, што значи дека и во следните 4 години Карпош ќе беше тип-топ. Со фасади, термички фасади, средено паркирање, повеќе катни гаражи на повеќе места. Ова што го предвидуваме во Алумина, цело едно ниво, 1000 паркинг места за јавен паркинг, тоа значи сите возила по улица Прашка да ги ставиме тамо, возилата што се проблематични од кај Настел исто така, како и Сити Плаза од другата страна, практично со еден удар решаваме многу проблеми, а тоа значи дека го разрешуваме паркирањето по улица Прашка, Настел и Сити Плаза и цела лептокарија разрешуваме. А ако лептокарија имаме 2 нивоа паркирање, тоа значи ќе го разрешиме проблемот со паркирање на оние граѓани кои што живеат покрај улицата Партизанска кај Факултетот за бизнис и менеджмент на господин Отаце Миленковски. Тие згради имат многу малку паркинзи и немаат кај да паркират и сите паркират од оваа страна кај лептокарија. Значи ние мора да ги решаваме проблемите. Да, не ми одговоривте конкретно на прашањето што ќе се случува сега со 17 катницата. Вчера беше објавено тоа, Да. веројатно го немате добиено во општината уште решението. Се вршат огромни притисоци врз Министерството за култура. Вие гледате тоа исто Министерство за култура дава консерваторска согласност за градба на Лимак. Ајде погледнете, излезете вашите камери да видите музеот на град Скопје, споменик на културата од прва категорија. На колку метра е Лимак од него? Како е добиена согласност? Дали некој од Министерството за култура е вмешан тамо? Овде разговараме за наводен споменик на културата кој се наоѓа на 300 метра од оваа зграда, но ние го чекаме да видиме што тоа Министерството донело, откако ќе го донесе, ќе го добиеме, ќе се произнесеме по тоа мислење на Министерството за култура, ќе го видат нашите правници, ќе си го кажеме своето мислење. Добро, ајде да се навратам малку на председателската кампања, ги истрчавме и другите работи низ разговорот. Ги имате тука повторно Стео Бендаровски, повторно Гордана Силјановска Давкова, ќе го има и Бујер Оспани, Арвен Таравари. Вие сте во оваа кампања, Билјана Ванковска ќе биде. Кои ќе бидат вашите адути против вашите контра кандидати, затоа што веројатно ќе имате и некоја председателска дебата? Прво ќе биде моето искуство. Второто ќе бидат моите цврсти ставови по одредени прашања. Третото мислам дека ќе биде пресудно кај граѓаните дали сме спремни да отвориме крупни прашања во оваа држава. Кои се според вас крупните прашања? Најкрупно прашање е што ако не влеземе во Европската унија? Дали натаму ќе чмаеме вака? Ќе се сложиме да дадеме еден рок. До кога? 2030 ако не влегуваме, ние мора да си бараме чаре. Ние не може да седиме вечето во чекалната. Па вие некој кутре скитник ќе седи пред вашата врата, ако не му даете да јаде, тоа ќе мора да бара на друго место храна. Значи не можеме да седиме бескрајно во чекалната и да ги слушаме бескрајно измислиците на било кој од Европската унија. И вашата алтернатива која е во овој? Нашата алтернатива е Македонија се сврти кон самата себе. За тој временски период од 2004 до 2010 ние да спремиме многу проекти, инфраструктурни, бизнис проекти, проекти во делот на туризмот, проекти во делот на инфраструктурата, кои ќе бидат над 50 милиарди евра и да се поканат сите инвеститори. Значи, од прво земите членки на Г7, ако не се заинтересирани за инвестирање, да се отворат вратите земите од арапскиот свет, за сите оние земји кои што сакат да инвестираат во Република Македонија, да се покрене стандардот, да се покренат, значи, факторите на вработеност да се зголемат. Јас не сум присталица, во октомври пак ќе ни кажат дека немаме датум за преговори и ние пак ќе седиме мирно. И ќе си го чекаме следното. И ќе чекаме следното дивање. Не.
на нивни негативен одговор, ние треба да направиме, да имаме овде потез. И треба да им кажеме, слушај, ова веќе вака не може, на вашиот ваков одговор, ова е нашиот одговор. Што тоа значи? Тоа значи веднаш можеме со некоја земја да склучиме договори за слободна трговија. За почеток може тоа да биде со Јапонија, да речеме да биде со високо развиени земји, да влезат малку повеќе нивни производи, наши производи да издаде, па да видиме дали ќе се возат BMW, Мерцедеси, Ауди или ќе се возат Lexus и Toyota. Ми разбирате? Значи, наредната година пак тие исто така не рекле дека немаме датум за преговори, сега два нови потеза треба да смислиме, ќе се седнат умни глави од министерството и така натаму. Ние мора да имаме одговор на нивните барања. Еве да ве прашам вас, во Гевгелија зошто сме ги ставиле тие жици? Тие огради бодликави? И зошто имаме фронтирсна граница? Добро, ред, тоа го имавме за да штитиме делот на државата од бегалците. Тие не се дојдени за во Македонија, тие се дојдени за во Берлин, Брисел. Чија граница штитиме ние? Нашата или нивната? Како тие мислат да ние се однесуваме по сите европски правила, а од друга страна да не сме дел од нивното семејство? Нема што така. Добро, од друга страна Македонија како земја Значи, во членка одредени на НАТО, делови Македонија мора да каже непослушност. Ако веќе не примате, тогаш не сме обврзани да ги следиме сите ваши политики. Кога ќе станеме членка, тогаш ќе бидеме подготвени да ги следиме сите ваши политики. Како е можно експресно да отворите датум за преговори за Украина? Земјата е во војна. Се што сме учеле за Европска унија не важи. Дали има дефинирана граница? Нема. Дали има решено проблеми со СОС? Не. Дали има воен конфликт? Да. Значи, ние ја земеме во Европа, Украина, сосве воен конфликт. Сосве руски тенкови. Дали се затвараат тамо опозиционери? Дали се затвараат цркви? Дали се убива попови? Дали се убива политички противници? Дали има висок степен на корупција? Дали таа земја е задужена за 60 наредни генерации? Ќе ми кажете дека таа земја повеќе исполнува услови да влезе во Европска унија? Ајде ќе тргнеме во Украина. Ајде да се вратиме на Молдавија. И не се дефинирани границите. Во самата Молдавија, во Приднестровје, имаме огромна војна руска база, значи непријателска сила. Во моментов и стратегиски за Европската унија и за НАТО, Русија е непријателска војна сила со огромен воен потенцијал. Мислам дека имат 17.000 војници, тоа се 2 дивизии таму. Значи, ние се увезуваме проблеми. А овде, на Балканот, тие создаваат проблеми, ниту пак сакаат да најдат начин да влеземе, да бидеме дел од европското семејство и тогаш нормално мора да ги согласуваме нашите политики со нив. Ќе ми кажете, кој е на смешно образложение за Албанија дека бил затворен некој градоначалник од грчко потекло и тоа е причината зашто грците ставаат вето на влезот на Албанија. И јас сум поборник отворен Балкан, што побрзо да се реализира и што повеќе да има консултации и согласување на заеднички политики. Како што тргнала работата во отворен Балкан останува цела Македонија и Србија, па можеме едноставно да си направиме некаква соработка помеѓу двете земји. Тука е и Албанија. Па некако се повлекува Албанија. За мене, како тоа тие Европската унија ќе се ја шират тамо каде што сакаат, ќе ги отварат границите, а нас ќе ни прават ние да ги затвараме. Зошто би ги затварале границите? Ако Македонија место 2 милионски, односно 1.700.000 може да доби да има 9 милиона пазар или 15 милиона пазар, како ние таа предност да не ја искористиме? Добро, Македонија влезе во НАТО, па не можам да го поставам онака како што сакав да го поставам прашањето. Мислите ли дека во делот на Европска унија Македонија треба малку да игра како со Србија? Па таа прилика одамна е пропуштена. Таа прилика е пропуштена с промена на името и влезот во НАТО. Јас и тогаш и денеска велев, бев противник на промената на името, дека ние во НАТО ќе влеземе и под референцата. Зошто? Затоа што геополитичката ситуација покажува нешто друго, дека ние сме битна точка, ако сме мала држава, како викаше Хојтји, се наоѓате на линијата на огинот. И на линијата на огинот тие не сакат да имаат ни една земја која што ќе биде надвор од контрола на јужното крило на НАТО.
Од И ние само и сега кога гледаме војната во Украина, сега дали ни е јасно дека само требаше да издржиме и ќе бевме членка на НАТО. Како наврат на нос ги примија Финска, а убрзано се прима и Шведска во членството на НАТО? Ако кога видоа дека е ваква ситуација, ќе се влеземе сега под референцата, нема да го минувавме името. Од денешна гледна точка мислите дека беше паметна идеја Македонија што влезе веднаш во НАТО? Мислам дека ни дојде некако како утешна награда. Направивте таа работа уставни измени, влегувате во НАТО. таа работа е завршена. Веројатно ќе треба малку повеќе години за да процениме дали сме погрешили или сме во право. Од сегашна гледна точка, вие ако гледате, погледнете колку расте GDP-то на Србија, колку расте нашиот. Србија води неутрална политика. Јас не викам дека треба да ја копираме, но само ги споредувам показателите. Во Белград дојде 80.000 руси, 25.000 украинци. Се интелектуалци, све луѓе со бизнис, компјутерџи, софтверски фирми имаат, со картичките во джеп, се дигна цената на недвижниот имот, се дигна цената на земјиштето, банките ојакна. Колку е растот на GDP на Србија, колку е на останатите земји во Европа? Повторувам, јас не викам дека треба да следиме нивната политика, но дека треба критички да гледаме на сите работи, мораме да гледаме, затоа што ние на граѓаните им велевме ќе видите, ќе бидеме побезбедни. А јас сега прашувам, побезбедни бевме 2018 или денеска сме побезбедни? Ке се одговориме честно или? Втората работа. Викавме дека ќе имаме многу повеќе инвестиции. Бум ќе биде. Што сме членка на НАТО? Така или не е така? Викавме дека сме влегле во најмоćниот сојуз во светот. Обично тоа го кажува, нели, министерот за надворешни работи, тогашната министерка за најмоćниот сојуз во светот. Што испадна сега? Најмоćниот сојуз на светот нема гранати. Нема тенкови. Нема хаубици. Нема цевките да ги замени за тие. Тој НАТО сојуз месечно може да произведе 200.000 гранати, а Русија троши 60.000 гранати дневно. Значи, сепак мислите дека би била попаметна Не викам дека би било попаметно. Само требало малце покритички на целата работа да разговараме. Нас како мала земја секако дека ни е во прилог да идеме во сојузи, во големи сојузи. Нема тука дискусија. Апсолутно ова не е проруски став. Ние треба се држиме до Соединените американски држави. Гарант за постоење на Македонија беше Југославија. Што ми нема Југославија, гарант за постоење на Македонија е Соединените американски држави. Што год да се случи во било каква ситуација, промена на геостратешката геополитиката, доаѓање на поголема војна, вака ќе се сврти Бугарија. Како што се сврти после Втората светска војна. До 12 саат ноќеска ги апсеа шумкарите, како што ги викаат партизаните, са бајли 6, ставија титовки со петокраки и станаа партизани. Така може утре да ни се случи. И секогаш Русија ќе биде понаклонета кон Бугарија, затоа што Бугарија направила таа држава. Односно, Русија направила таа држава. И таму има многу поголем руски сентимент од колку што има во Република Македонија. И од тие причини ние стратешки треба да влечеме нааму. Но пак ќе кажам, ние мора си треба критички да ги изнесуваме. Со кој од овие кандидати кои што ги споменав претходно се гледате во втор круг? Знаете што? Многу е неизвестно. Некои кандидати до сега не се прославиле. Тука може би зборувате за Силјанов Скадовко? Па не зборам за никого конкретно, али еве, во суштина, затоа што гледам што се случува и граѓаните, нема вау. Следната работа, некои се премногу прилепени до партиските политики, што јасно укажува дека кога би станале председатели, тие би било само уште еден општински комитет или општинска организација на нивната партија, ништо повеќе од тоа. Како резултат на бројот на албанското гласачко тело, во вториот круг секако дека кандидатите албанци
не би можеле да влезат, што значи дека битката за вториот круг ќе ја бијат сепак двајца кандидати од македонска националност. Сега кои ќе бидат тие, ќе видиме. Ако останат Силјановска, Давкова и Пендаровски, дали би ги пренасочиле вашите гласачи кон еден од нив двајца и кој би бил? Искрено да бидам, за таква варијанта не сум размислувал. Јас размислувам кој од нив би можел кон мене да ги насочи гласовите. И уште бајаги до завршување на кампањата. Добро, ви посакувам успех во кампањата и ви благодарам на овој разговор. Молам. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте.